Ги гледате регионалните вести на телевизија КИС. Над 200 работници во тетовската фабрика Леар во новата индустријска зона се јавиле во болница ноќиска поради повраќање и стомачни болки. По лекарската помош само еден е задржан на лекување во клиничката болница во Тетово. Над 200 работници од фабриката Леар во Тетовската технолошко-индустријско развојна зона добиле стомачни болки и имале повраќање откако јаделе во тамошната менза, пошто сите се однесени во болниците во Тетово и Гостивар за да им биде укажана лекарска помош. Раководителите на клиничка болница Тетово, Брза помош, Центарот за јавно здравје на заедничка пресконференција информираа во каква состојба се луѓето. За јавноста е најбитно да се знае дека во моментот ние имаме само специализиран еден. И тој е во добра општа состојба, чекаме резултатите да пристигнат од него. Бројката кои побара здравствена заштита во нашата институција се движи, кои се евидентирани со име, презиме и со ред другите податоци е 127. Меѓутоа, побарале 183, тие 56 што не успеале поради хитноста да ги земат податоците, пошто знаете, најбитно во тие моменти е да се пожужи здравствената заштита. Сите се пријавени, значи, со исти симптоми, со стомашни тегоби и повраќање, сите пациенти. Сега, за каков вид се работи, останува да испитуваат другите органи, тоа што кажавме, ние сме ги пријавиле. На Брза помош истакна дека она што го јаделе сите за време на заедничката вечера е причината за јавувањето на болките во стомак и повраќањето. Јаделе макарони, некои со сос, со нелено месо, че тоа е претежно. Сега, верувајте, видите колку комодно разговараме сега. Да ви имам вас у 3-4, па да ти видите дали ти имате толку добро, фала Богу што имаме простор да разговараме, ова ми се допаѓа многу, али да знаете како било у 3-4. По 48 часа ќе се добијат сите потребни информации од анализите на крв и другиот материјал земен од работниците. Ќе се знае причината и последицата за појавата на повраќањето и стомачните болки кај работниците. Случаевите што беа сите ги пријавивме во Центарот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје со Агенција за рана и санитарна инспекција се веќе излезени на терен. Во Гостиварската болница биле примени 50 на работници кои исто така добиле лекарска помош во вид на инфузија, соодветни лекарства, пошто биле пуштени на домашно лекување. 66 годишен жител на Брвеница пронајден е мртов под сопственото возило. Турски државјанин примен во Гостиварската болница откако се затрул со таблети. Следуваат информациите од денешниот полициски билтен. Вчера вечер околу 23 часот и 35 минути во сепарација за градежни материјали лоцирана во близина на Тетовска Волковија, под возило Форд Мондео со тетовски регистарски таблици, кое било со отворени врати, во легната положба пронајден е мртов 66 годишен жител на село Брвеница, соопшти СВР Тетово. Долниот дел од телото и нозете му се наоѓале под задното тркало од неговото возило. Починатиот бил вработен како чувар во сепарацијата. Јавен обвинител, екипа од СВР Тетово и лекар по судска медицина извршиле комплетен увид, а по наредба на јавниот обвинител без животното тело предадено е за обдукција. Како што соопшти СВР Тетово, за вчера вечер околу 19 часот и 20 минути на ургентното оделение во Гостиварската болница бил донесен 19 годишник од Република Турција, кој претходно се затрул со 36 различни видови таблети. По укажаната помош со медицинско возило прифрлена на скопските клиники. 13 годишен малолетник од Тетово во присуство на неговиот родител вчера вечер околу 23 часот пријавил дека околу 22 часот бил физички нападнат од двајца непознати малолетници на улицата 121 во Тетово, соопшти СВР Тетово. Напаѓачите му побарале пари и ако им рекол дека нема, едниот од нив извадил метален боксирач и го удрил по главата. Нападнатиот почнал да бега и влегол во блискиот трговски центар, додека по него потрчале уште две лица, кои во меѓувреме им се приклучиле на двајцата напаѓачи, а набрзо потоа четворицата се оддалечиле од местото.
Како што соопшти СВР Тетово ноќта помеѓу 29 и 30 овој месец, засега непознати сторители извршиле тешка кражба во бутик, лоциран во Тетовска горна чаршија. Откако насилно ја отвориле влезната врата, од внатрешноста одзеле 10 свадбени фустани, противправно стекнувајќи се со имотна корист која според сопственикот се проценува на 280.000 денари, додека причинетата материјална штета се проценува на 1.500 денари. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, поднесе кривична пријава против тројца од гостиварското село Симница и против две непознати лица, машко и женско, поради сомнение дека извршиле две кривични дела, разбойништво и противправно лишување од слобода. Петте пријавени лица се сомничат дека на 21 овој месец во попладневните часови на паркинг на регионалниот пат Бунец Мавров Јанови ги извршиле овие дела на 32 годишниот британски државјанин, причинувајќи му вкупна материјална штета од 80.000 денари. Тројцата осомничени од Симница засега не им се достапни на службите на секторот за внатрешни работи Тетово, односно се во бегство, а од претходно тие им се познати поради нивната инволвираност во различни криминални активности. Денот на шегата 1 април денес се одбележа во детските градинки во Тетово, бидејќи утре е неработен ден за овие установи. Децата се маскираа во нивните јунаци од цртаните филмови. Децата од тетовските градинки го одбележаа денот на шегата. Во пресрет на 1 април, денес бе организирани маскембали. Во објектот Стара градинка продефилираа дечињата во својата најомилена маска, херои од цртаните филмови принцези, вештерки. Како се викаш? Михаел, Колку години имаш ти? 4. Кажи ми денес во што се маскираше ти? У Спајдермен. Кој ти помогна за маската? Мама. А по кој повод се маскираме денес? Победили. Лана. Колку години имаш ти? 4. 4 години. Така, во што си маскирана? Во Индијанка, така? Кој ти помогна за оваа маска? мама. Марта. Колку години имаш ти? 5. Ќе ми кажеш во што си маскиран ти? У нинџа жилка. Така, тоа ти се омилени ликови од цртаните? Да. Големата возбуда се гледаше и кај децата во објектот Спортски во Тетово, кои потпомогнати од креативните раце на нивните најблиски и воспитувачките, со дефиле го прославија денот на шегата 1 април. Маскирани во принцези, јунаци од цртаните филмови, ја ширеа смејата и радоста околу нив. За денот на шегата најважна од се беше добрата забава, смејата и дружењето. Традиција која во детските градинки ја негуваат од поодамна, а така ќе продолжат и во годините што следат. Прославата на 1 април продолжи со забава и танцување.
И децата во Гостивар на 1 априлскиот маскенбал му се радуваа еден ден порано. Априлијадата во Гостивар годинава се одржа еден ден порано. Маскираните дечиња денес се собраа на градскиот плоштад на заедничка забава по повод денот на шегата. Така одлучија учителките и родителите со оглед на тоа дека 1 април годинава се паѓа во сабота, кога градинките и училиштата не работат. Најмалите гостиварчиња го разубавија и развеселија градот со своите маски и уживаа во улогите на ликот во кој беа маскирани. Младите пак од Црвениот крст во Гостивар на маскенбалот на плоштадот му дадоа хуманитарен карактер. Организира акција за помош на социјално загрозени семејства, а воедно им приредија интересна забава на дечињата. Денес сме тука собрани да реализираме една акција в рамките на проектот Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, која се одржува веќе 18 години. Ние продаваме продукти кои што се подготвени од нас и нашите волонтери и некои донатори. И со средствата сакаме да помогнеме на ранливата категорија на семејства. Тука сме да ги забавуваме најмалите од нашиот град и да им понудиме на променена дневна рутина со музика и со игра. Средношколците од економското училиште во Гостивар својата 1 априлска забава ќе ја имаат вечерва под името Економско под маски. Приватното средно училиште Јахја Кемал во Тетово денес беше домаќин на спортски игри и сајм на наука и култура. Учество зедо основни училишта од 6 општини. Со цел зближување на младите преку спортот, културата и образованието, 5-та година поред приватниот колеж Јахја Кемал е домаќин на надпревари во повеќе спортски дисциплини, организирани за учениците од основните училишта во Тетово и во Тетовско. Учениците денес ги измерија силите во фудбал и во одбојка, беа дели од сајм на наука и култура. Ова година, освен спортските турнири, има неколку измени. За прв пат се одржува и сајмот за наука и култура. 28 училишта се присутни кои ќе учествуваат во разни категории, во разни спортски категории, како фудбал за мажи, одбојка за мажи и жени, кошарка мажи и жени и тенис. Од 6 разни општини ќе учествуваат, и тоа од Брвеница, Тарци, Желина, Југоновци, Тетово и Боговине. Има шанси да се дружат, да разменат идеи и заедно да зградат подобра иднина. Бидејќи само преку спорт, култура и образование, младите имат шанса да ја сватат стварната сенца на животот и да постанат одговорни граѓани во иднина. Првото средно училиште Јахја Кемал беше отворено во 1996 година во Скопје, во Гостивар во 1999 година, а во Тетовско Камењане во 2011. Основното музичко училиште Енвер Стефај од Гостивар со свечен концерт во Центарот за култура Асном одбележа 27 години од своето постоење. Гостиварското основно музичко училиште со свечен концерт го одбележа патрониот празник. Со овој настан музичкото училиште Енвер Стефај прослави 27 години од своето постоење. Децата, учениците, наши ученици и наставници, значи во текот на учебната година се спремат за овој ден, така што денеска го одбележуваме патрониот празник и децата, учениците ќе се прикажат во своето учење, во своите постигнувања. Значи им би порачал да дојдат да се упишат, дека нашето училиште е уметничко училиште и многу ќе им помогне на децата и во своите матични училишта, значи да се организираат, да имаат поефективен пристап кон музиката и кон учењето. Во големата сала на Центарот за култура Асном учениците под водство на своите професори и ментори
Покажаа кои музички предизвици ги совладале и што научиле изминатиот период. Младите музичари се представија со неколку хорски песни, како и со инструментални изведби на класични дела. Во оваа учебна година во училиштето се запишани околу 150 редовни ученици на 3 наставни јазици – македонски, албански и турски. Децата изучуваат солфеж и инструмент. Со овој допис за последен пат ви се обраќаме со барање да ве известиме дека доколку не донесете позитивна одлука за повторно започнување со работа на Југохром Алзар Јегуновце во текот на следната недела, тоа ќе значи изгаснување за секогаш, известија денес од синдикатот на Југохром. Тие во писмото до премиерот Емил Димитриев соопштија дека во текот на месец април истекува рокот за забрана на работа на Југохром и предстои опасност за одземање на интегрираната еколошка дозвола, која ќе значи дефинитивно затварање на Југохром и целосно опустошување на екзистенцијата на народот. Доколку ова се случи, вие и оваа влада ќе бидете директно одговорни за затварањето на Југохром, а не излегувањето во пресрет на многуте заеднички барања за одложување на рокот за изградба на филтрите и со тоа повторно започнување со работа. Порачаа од синдикатот и известија дека бараат Димитриев писмено да им одговори. Во Србија на полноќ почна молкот пред председателските избори што ќе бидат одржани в недела. За време на молкот кој ќе трае до недела во 20 часот, забранети се изборна пропаганда, одржување јавни собери и објавување на проценки на изборни резултати. Според последните анкети се очекува одзивот да биде меѓу 56 и 60%, а главен фаворит е актуелниот премиер Александар Вучич. Негови најголеми конкуренти се очекува да бидат Саша Јанковиќ и Лука Максимовиќ. 4 лица беа повредени пред турскиот конзулат во Брисел откако се сутрија поддржувачите и представниците на владата во Анкара. Тројца од нив се во критична состојба. Нередот се случи за време на гласањето на диаспората за референдумот со кој се зголемуваат овластувањата на председателот Ердоган. Имаме пријатели во конзулатот, ако им се случи нешто додека се на работна задача и ги чуваат гласачките кутии, властите во Анкара ќе видат како им го уриваме конзулатот, вели еден од демонстрантите. Владата на премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху одобри изградба на една еврејска населба во Западниот брег, прва по 2 децении. Нетањаху посочи дека одлуката за изградба на населба во близина на градот Шилоа е донесена едногласно. Веќе 2 децении меѓународната заедница поддржуваат во државно решение за конфликтот, што подразбира воспоставување на палестинска држава на териториите што Израел ги освои за време на војната во 1967 година. Еврејските населби на Западен брег за меѓународната заедница се нелегални и се бариера за мирот. Една од причините поради која летот во Вселената е прескап е неможноста за повторно користење на ракетите. Тоа сега е историја. SpaceX успешно повторно лансираше една од ракетите кои веќе беа лансирани. Ова ќе овозможи намалување на цената на секој лет со Falcon 9 за 1/3. Falcon 9 чини $62 милиони, а поевтинувањето ќе биде овозможено со рециклирање на дел од ракетата. Последните неколку години со променлив успех, SpaceX лансираше и слетуваше со Falcon 9 ракетите. Сега за прв пат една од овие ракети успешно е лансирана. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 3 до 6 степени, а дневната од 15 до 21 степен.
Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде слично на денешното, сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7 степени, а дневната од 17 до 21 степен. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието и пријатно.